до Центарот за управување со кризи стигна пријава од општина Неготино дека браната Липа, која што се наоѓа во Неготинскиот регион, е нестабилна и дека од подножието на браната од повеќе точки истекува вода. Од тие причини денес ја посетив браната, извршив увид на истата и од она што можев да видиме дека состојбата е многу сериозна, затоа што во долниот дел на браната, која што е насипна брана направена од земји и ситни камења, на повеќе места истекува вода, која што со текот на наредните денови може да ги прошири отворите од кои што истекува и да ја загрози целата конструкција на браната и да дојде до делумно рушење на браната. Работи за брана направена некаде во 70-тите години на минатиот век, направена од некоја земјоделска задруга, би рекол дива брана, која што не е направена во согласно со сите тогашни прописи, која што служела за напојување на добитокот и наводнување на околното земјиште. Проблемот е настанат подоцна пред 15 години при некој силен дожд дошло до рушење на дел од браната, поради што била покрената постапка за реконструкција на истата. Во 2015 година со подршка на УНДП и Европската унија оваа брана е реконструирана во соработка со водостопанство и истата била тестирана, но покажала одредени слабости. Денес, како што можеме да видиме, од телото на браната извира вода, односно истекува вода. Оваа вода браната ја прави нестабилна и постои опасност оваа брана при некој силен пороен дожд или при надоаѓање на водите од топење на снегови да попушти и со тоа да биде загрозено населението кое што би се нашло или луѓето кои што би се нашле на патот на водата која што би истекла од оваа брана. Значено да напоменаме дека потечението на оваа мала рекичка или суводолица, бидејќи сега оваа суводолица по неа тече вода од браната, од оваа вода која што истекува од браната, која што не би требало да истекува, затоа што браната не е полна и има простор да ја прими целата оваа вода која што доаѓа во неа. Во оваа суводолица, како што реков, има луѓе кои што напасуваат добиток во случај на рушење на дел од браната и при истекување на водата, тие луѓе би биле загрозени, но би бил загрозен и добитокот, како и патот кој што спојува неколку локални села. Токму затоа Центарот за управување со кризи презема неколку дејствија. Од наша страна е известена подружницата на водостопанство Тиквеш и работиме на утврдување на собственост на оваа брана, за која што засега можам да кажам само дека е во државна собственост, бидејќи од страна на водостопанство истата не е примена. Така што, како Центар за управување со кризи, во следниот период ќе контактираме сите надлежни институции да биде утврдена надлежност да се најде решение за оваа брана, или треба реконструкцијата да биде довршена како што треба, или истата да биде целосно испразнета. Од нас може само даваме насока нивото на водата да биде што пониско, односно преку испусниот вентил да се испушти што повеќе вода, но во овој момент поради врнежите имаме постојан дотек од неколку потоци во самата брана. Како што може да се види, оштетувањата на браната се сериозни, водата тече во поголема површина и тоа по целата линија, некаде на дното на браната. Самата брана може да се види дека е линијата на браната повеќе од 50 метри, висината е повеќе од 30 метри, а длабочината на браната исто така е повеќе од 30 метри. Иако напоменувам дека сега браната не е полна. Центарот за управување со кризи секој стои на располагање на граѓаните и ги повикуваме сите граѓани кои што ќе забележат вакви или слични ризици и опасности да се јават на бесплатниот телефонски број 112, да го алармираат Центарот за управување со кризи, за да можеме да преземеме понатомошни дејствија. Тука е главниот вентил кој се пушта вода за налетите да нема. Има истри за надор да се вадат да
държава съсета планира. Мога да планира 90%. Значи планирането е сета да писано. Сега те случни лица да видят колко е пакетскот, че изтече аз тук. Може ли да отиде цела брана върха до дека може стоиме по тука? случни случни лица со пакетски ще отиде. И това има например проект, ама како расте бран, така е повече присут. А защо не се изпуща водата? Нели може да изпуща водата? Я я изпущам, па има нещо тук народ се зависни, трябва държавата да вземе мерки. Против водоспадство водата е, мисля, петта. Чия е оваа брана сега? Това е брана сега на държавата. Я го спирам венто, ако познате тук, защото вие са више 20 години работим на проектът, ева направи, ама се тече. И сега, изпуща браната, он я спира, те държава замеше да изпуща браната и да се санира. Това е направена пръв път. Пръв път направена е от Добянка, Улу, Шамш, Умрит, сега пред 4 години 50. Ама това ще не течеше, сега тече, само не маше прелив. Това ще имаме една преливна скаца, направи за водата, мала се нара и спост направи проект. Сега проект се е направена 7 евро коштава. Аз вземани се. Значи шире, питка вода, вика пред това барка. Ами не, стане, не како е мокро. Не, 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 не,